скоп на манифестацијата Евгелија град на културата, да биде токму промоцијата на роман, повест за Рушка, од Драгослав Ортаков. Настан кој што се случува еден ден пред Меѓународниот ден на книгата, на 23 април, меѓутоа истовремено и тој ден кој што е датум на раѓање на големиот македонски композитор Драгослав Ортаков, чие што творештво се рефлектира на најмалку две рамништа, а тоа е, кој што знаеме, музиката и музичката теорија и наука, но исто така и литературата, како што ќе имаме прилика да сведочиме и денес. Во таа насока, овој роман, за кој што не би се забележува дека го образува литературниот аспект во сферата на уметничкото действување на Ортаков. Значи, јас би забележил исто така и дека во романот има многобројни музички ноти, така што музичкото творештво е апсолутно проникнато во атмосферата, се разбери во наративното дејство, кое што авторот постојано го поврзува со родната Евгелија. Мислам дека со пригодно излагање Христо Петровски би можел да се признесе во однос на романот, а потоа зборки му беа дадени на Бојан Ортаков, кој што е професор исто така на факултет за музички уметности и син на покојниот Драгослав Ортаков. Голема благодарност во оваа прилика би сакал да изразам до Фондацијата Аполонија за отстапениот простор за оваа промоција и се разбира голема благодарност до градскиот хор Готинија на чело со Илија Атанасов за неговото збогатување со музички настап и доближувањето на овој настап до самиот дух на Драгослав Ортаков, кој што рековме се пројавува на најмалку две творечки рамништа. Ви благодарам и уживаме во настап. Почитувани присутни, добар ден, јас сум Христо Петровски, кој што беше најавено. Навистина, имам големо задоволство што денеска овде. Ова не е фраза, не е од куртоазија, а ќе ви кажам зошто. Зошто задоволство дојде денеска во Евгелија. Прво затоа што сосема заслужено Евгелија годинава е град на културата. Тоа ми е многу драго. Второ што ова свеченост, ова промоција ја организира колегата Стефан Марковски, со кого веднаш да кажам подолго време се познаваме, сме пријатели и ја користам ова прилика да кажам дека тој е редок талент, редок писател, и поет, и прозаист, и есеист, и редок интелектуалец. И мене, ова прв пат сега јавно ќе го кажам на Стефан, ми е многу жал што тој дојде во Евгелија, ама вие треба да видите среќи. Бидејќи ние во Скопје изгубивме еден многу активен човек, ама затоа па добив Евгелија. И библиотеката затоа сега има бројни активности. Но како да ја верувам дека Стефан пак ќе си дојде во Скопје, дека Скопје го очекува Стефан да дојде, бидејќи навистина е редок автор. Ова мора да го кажам. Третото, со големо задоволство ги сакам творците кои не се творци само во една област. Многу сакам писатели што цртат или сликаат, музичари кои што не само музицираат, туку што прават нешто друго и така натаму да не е реда. Токму таков пример е и Драгослав Ортаков. Драгослав Ортаков има изјавено дека не е само композитор, не е само музичар, туку дека е и поет, ама сега ќе видиме од промоцијата дека е и прозаист, дека е писател. Дури по неговата изјава вели, јас попрво почнав да пишувам песни, поезија. А тоа не само што тој го вели,
во другарувањето со Анте Поповски, ја имал Драгослав Ортаков дилемата. Абе, Анте, да не грешам јас што пишувам песни, Бојан после тоа ќе покаже целата анекдота како се случило. Анте се разбира, не грешиш ти. Некој друг греши, ти најмалку грешиш. Дали има смисла? Дали има смисла тоа што го прави? А вторите од типот и од рангот на Драгослав Ортаков, јас веднаш да кажам, ја не го знае лично, не го запознав многу други композитори, но затоа пак животот сакаше го запознав неговиот син Бојан и ми е многу драго што сум денеска заедно со него, зашто во младоста заедно пишувавме критики, колумни и што се не, што е денеска тука заедно со неговата ќерка Софија, односно внука на Драгослав. Да се зборува за оваа книга, овој роман, Повеста за Рушка. Веднаш да кажам, имаме десетина примероци, на крајот промотивно ќе ги отстапиме, верувам, Стефан нема да се налути што фактурата за него ќе биде со реалниот износ за вас граѓаните преполовена. Да се зборува за овој роман не е едноставно, бидејќи романот не е едноставно. Во романот цело време се мешаат и реалното и надреалното. Но јас, да не се бегувам сега со многу зборување, напишав еден текст. Се сакам сега да ви го прочитам. Да се трудам колку можам побрзо и потечно, поразговетно да ме разберете. За растењето, зрењето и исчезнувањето, односно не исчезнувањето. Драгослав Ортаков, Повест за Рушка, роман, издание на издавачката куќа Феникс од Скопје. Романот Повест за Рушка од професор доктор Драгослав Ортаков е значајно и вредно дело во македонската литература, која не само што представува интимна приказна за односот на човекот кон животот и кон себе си, туку открива и многу од културните, социјалните и филозофските прашања и дилеми кои ја одбележуваат историјата на Македонија во првата половина на 20-тиот век. Во овој критичко-есеистички осврт ќе ги разгледаме накусо темите, стилот и структурата на романот, но и биографијата на авторот, која е во контекст на создавањето на ова дело. Прво, тема и наративна структура. Повест за Рушка е роман што се одликува со изразена интроспективна и филозофска димензија. Се занимава со теми како што се личната потрага по идентитетот, љубовта, разочарувањата, сеќавањата и социјалните трансформации кои се споени во една сложена наративна ткајнина. Главната хероина Рушка преминува низ процес на себе наоѓање, соочувајќи се со собствените внатрешни дилеми и истовремено реагирајќи на натворешните настани и промени кои ја обликуваат нејзината личност. Со текот на романот, читателот ги следи сите етапи од нејзиниот развој, со особено внимание на моментите на сомнеш, радост и разочарување. На крајот на романот се изразува потребата за понатамошно истражување на доживувањата и искуствата на патот кон личното развојно созревање. Ова наративна структура, која е многу повеќе од едноставна приказна, ги поттикнува читателите да размислуваат за собствените патувања на животот и значењето на искуствата што ги стекнуваат на тој пат. Под број 2. Персонализација и интензивен психолошки пристап. Клучниот аспект на романот е неговиот интензивен психолошки пристап, кој длабоко навлекува во размислувањето и емоциите на ликовите. Ортаков користи повеќе размислување и сеќавање за да ги прикаже комплексните психолошки состојби на Рушка, како и на другите ликови. Писмото до Рушка, кое е метнато како завршна порака, ја истакнува личната димензија на животот, но и историската и социјалната врска помеѓу поединците и нивните средини. Овој момент, каде што Мирко бара од неа да го посети гробот на Бранко Бојаров, се открива не само како личен гест, туку и како значајно сеќавање на битен момент во историјата, како и на вредностите кои го обликуваат човековиот живот. 3. Стил и јазик. Јазикот во Повест за Рушка е богат, метафоричен, па дури би рекле на некои места и поетски, и исполнет е со бројни метафори, символи и стилски фигури. Всушност, Ортаков употребува метафори, символи и стилски фигури за да го подкрепи филозофскиот тон на романот. Неговото пишување не се задоволува
задоволува само со раскажување на станите, туку создава атмосфера која е не само визуелна, туку и емоционално интензивна. Овие стилски решенија возможуваат да се создаде впечаток за светот кој е полн со сложени чувства, сеќавање и поимање. Еден од најсилните стилски моменти е употребата на така наречените есенски слики, на носталгијата, тагата и себе потрагата, кои во романот представуваат олицетворение на процесот на созревање и промени. Сето тоа го истакнува минливиот карактер на времето и човековото постоење. Ортаков на тој начин создава емоционална врска помеѓу природните феномени и циклуси и процесот на личниот развој и раст. 4. Филозофски и социокултурни аспекти. Во повест за Рушка, Ортаков не само што се занимава со индивидуалните искуства на ликовите, туку и со широката социјално-културна позадина на времето. Како автор со длабоко разбирање на историјата и културата, Ортаков успешно ги представува социјалните, културните и етничките услови кои го обликуваат животот на главните ликови. Во рамките на неговото книжевно творештво, тие теми од социјалната, економската, историската, политичката и психолошката сфера имаат голема тежина, што е во согласност со контекстот на македонската и југословенската историја во втората половина на 20-тиот век, односно првата меѓу двете светски. Зашто станува збор за периодот на Балканските војни и периодот меѓу првата и втората светска војна. Иако станува збор за лична повест и интимна исповед, со дневничка поставеност и мемуарско сиже, секој од ликовите во романот е одраз на социјалните и историските процеси на своето време, што дополнително ги нагласува концептот и димензијата на личното созревање и идентитетот. Културните и социјалните промени во Македонија, како и нивните ефекти врз индивидуите се силно присутни во делото, особено во контекст на личните потраги на Рушка и другите ликови. Прозно, поетската структура е необична, специфична и оригинална. Јас овде дам само некои назнаки, вие подоцна во романот, тоа кој ќе го читате, ќе го забележите како е изворно напишано од самиот автор Драгослав Ортаков. И сега 5 биографските елементи на Драгослав Ортаков. Драгослав Ортаков е роден во 1928 година, почина во 2007 година. Беше еден од најзначајните македонски музиколози, композитори и автори, чија работа има длабоко влијание пред се во музичката, а делумно и во книжевната, културна и уметничка средина и јавност кај нас. Роден е во Гевгелија, а го започнал своето образование во Загреб и Белград, каде што изучува музика и музикологија. Во неговите стапки сега и професорот Бојан Ортаков музикологија на Факултетот за музичка уметност. По дипломирањето, Драгослав Ортаков бил активен како професор и музички педагог и рецензент, а неговата специализација во Париз му овозможила да придонесе значително на полето на византиската музика и музиката на Балканот. Неговото најголемо влијание беше во сферата на македонската музикологија, каде што се смета за основоположник на оваа дисциплина. Ортаков беше професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје и основач на одделот за музикологија. Како композитор, неговото дело опфаќа широк спектар на жанрови, од камерна до оркестарска музика. Неговите научни и музички трудови се објавени во бројни списани и енциклопедии, а делата на Ортаков се изведувани како Македонија, така и на меѓународен план. Додека неговата музичка дејност е широко позната, Повест за Рушка е негово прво поголемо и позначајно литературно дело. Како писател, Ортаков не се дистанцирал од неговото музичко образование и искуство, туку ги интегрира филозофските нишки на музиката и уметноста во неговото литературно творештво. Во овој роман, Ортаков создава синтеза на своите познавања и од музиката и од животот, кои се одразува во контекст на неговата обемна и плодна биографија и неговиот разгранет, интензивен, исполнет, заокружен и автентичен личен пат. Повест за Рушка е роман кој се занимава со вечните прашања за животот, љубовта, болката и социјалните промени. Темите кои ги обработува Ортаков во ова дело ја прават историјата на ликовите релевантна за читателите во сите времења, доттикнувајќи размислување за човековата природа и неговото место во светот. Со длабоките филозофски, психолошки и социокултурни слоеви, романот прераснува многу повеќе од обичен наратив, тоа е патување низ личноста и општеството.
Биографијата на Драгослав Артаков исто така додава и да дополнува на читавен контекст и корпус на прашања и одговори за разбирање и толкување на неговото дело, бидејќи неговите искуства како музиколог и композитор несомнено влијаеле врз неговиот литературен стил, тематско-мотивскиот избор, стилскиот израз, зафат и резултат. Повеста Рушка е ретко значајно и заокружено дело. Пленува со поетскиот јазик, искреноста и доживеаноста. Или ова пластично да ви го кажам, мојот син, кој што е уредник во издавачката куќа Феникс, откако го прочита романот и требаше да направи и нацрт и дизајн за корицата, рече: тато, ти не знаеш каков роман ние ќе објавиме. Чекај бе, сине, толку книги до се сме објавили, што сега ти оденеш овој кој издвојуваш, ќе видиш ли ќе ти која ќе го прочиташ. Значи, и помладата генерација, си ми е полно од мене, знаеше да го забележи, да го препознае тоа различното. Значи, романот од Драгослав Артаков е различен од она вообичаено што ние го знаеме и го поимаме како, нели, романескна структура, романесен наратив, романесен дискурс. Значи, ова е наистина еден спој и на книжевноста, и на музиката. И уште неколку само реченици, да продолжам таму каде што застанав. Интимните случувања и настани се уверливи и специфични, пластично се разработени и транспонирани, а пораките и поетите произлегуваат сами по себе и брзо, лесно и долго се помнат. Со оваа книга, покрај композитор, професор и музиколог, Македонија доби уште еден писател. Затоа никогаш нека не згасне сеќавањето и честувањето за овој неуморен, самостоен и продлабочен автор и истражувач со повеќе сфери на интересирање и дарби. Нотите и тоновите, односно музиката, е често звучна завеса, фон и позадина на зборовите, а прозата и поезијата се поттик, инспирација и нејзини најблиски и неразделни дружки и собраќаи. Нека не згасне никоја жарот и пламенот на поливалентниот и талентиран творец Драгослав Артаков, кој го понел со себе уште како дете и момче нељубавото, медитеранското и питомото родниот град Евгенија. Вечен спомен и слава му. И многу ми е драго што обележуваме роден ден ни, а не само денови кога некој си оди од овој свет. И уште една реченица и завршувам. Многу ми е драго што Драгослав Артаков бил и нумко, како ние што велиме од нашиот од западот, ние викаме нумко, инаку не знам кај вас оде како се вика, дали се вика кум, ама што бил нумко и кум на селото Јосифово, влијаел во крштевањето на селото Јосифово. Затоа повеќе ќе чуете од Бојан. Ви благодарам што бевте трпеливи и што ме слушавте со внимание. Добар ден на сите, пријатели, пријателки, григеличани и григеличанки. Сакам да ви честитам празникот што се уште трае, кажеме, Великден, трет ден Великден се наоѓаме тука, на големиот христијански празник. И деновиве, секако, други празници кои што се споени со Великден. Меѓутоа ќе кажам и други одбележувања на наши, веднаш ќе го споменам, петокот. Јас сум пишувал доста за него, меѓутоа ќе се пишува уште многу. Поврзан композитор, исто од Гевгелија. Се навршуваат сега во петок 75 години од раѓање и 5 години од како не е со нас композиторот Томе Манчев, многу значајна личност и колега на професорот доктор Драгослав Артаков и мој колега, сега, за жал, бивш на факултетот за музичка уметност. Му благодарам на Христо, ние се знаеме, на господинот Петревски, меѓутоа за мене Христо, бидејќи толку години се знаеме, пишувајќи во Нова Македонија, како што и самиот рече, тој за литературата, јас за музиката. И кога доаѓавме на вака ова сабајле, сакам да ви ги пренесам тие емоции што мене, како припадник на ова поднебје, се разбира,
како дел од ова поднебие, воспитаник на Гевгелија, бидејќи татко ми го пренел тој дух, се почувствував гордо, повторно и на ова место, во овој хотел, во овој преубав хотел. Бидејќи и со помош на тука присутниот господин Ѓорги Угишев, организиравме ни еден концерт пред 21 година на негови дела, токму во хотелот Аполонија, и тоа мислам остави навистина убав печаток кај бројни гевгеличани и гевгеличанки, наши сограѓани, ќе кажам, и сограѓанки. Така да сакам сега на ова место да искажам некои аспекти на книгата што господин Петровски не ги кажа, Христо не ги кажа, а тоа се некои лични чувства во однос на ова дело. Со ова дело се разбира кој што ми е своевиден аманет оставен од мојот родител и професор доктор Драгослав Ортаков, тој е вишни професор на факултетот за музичка уметност. Тој на некој начин сакаше да се одолжи на сето она што му го дало ова поднебие, сето ова што му го дала родната Гевгелија. И сега ќе почнам, кога бев во Скопје и кога размислував за тоа како да ви се обратам, драги мои, ќе почнам со една реченица, една мисла што самиот тој ми ја кажува уште од мои детски години, а посебно ја истакнуваше таа мисла во последните денови од својот живот, значи 2007 година, тој почина на 9 декември, и ми кажуваше, значи во таа реченица, во таа мисла, дека 17 години, на 17 годишна возраст излегол од Гевгелија, а 62 години е ситуиран во Скопје до својата 79-80 година, никогаш во сонот, во неговите соништа, тоа е навистина еден чуден феномен, не му доаѓал во Скопје, каде што бил 60 и кусур години во главниот град на Република Македонија. Значи му доаѓала Гевгелија, родната Гевгелија, со сите тие слики, со сите тие бои, со сите тие мириси на Медитеранот. Значи, тоа е нешто изворено и тоа е всушност есенцијата на оно што го кажа пред малку гевгелиски воспитаник. Јас сум воспитан во тој дух, се разбира по мојата мајка нешто од север, Вардар ги спои, како што велам јас, и дојран на оваа слика, значи тоа е непосредно пред нивното венчавање 1957 година, јас ја одбрав таа слика и мојот брат се согласи со тоа. Тој ви се извинува исто така, денеска ќе беше присутен тука, доктор Владимир Ортаков, тој 4 години од мене постар, меѓутоа во врските во Аџибадем Систина болницата, тој е во пензија, меѓутоа се уште има своји пациенти и за жал не можеше да дојде, многу му беше жал што немаше да ја прави друштво на сите нас денеска. Значи, реков, тоа е, сакам тие емоции бројни што во моментов и мене ме обземаат, поврзани со книгата, со благодарноста кон Христо за ова изворедно успешна книга, објавена 2022 година, пред 3 години. И сакам да кажам меѓу другите работи, сега кога ќе ја земете книгата, да ја прочитате, се надевам сите вие, ќе познаете во таа книга многу топоними, многу места во Гевгелија и Гевгелиско што ги знаете, меѓутоа тоа е еден посебен аспект кој што професорот Ортаков и дал на тие топоними. Вам познати, меѓутоа и самиот како ги доживел во детската своја возраст, како што реков, до 17 годишна возраст, во родниот град. Значи, ќе го споменам секако и мојот дедо, Ристо Митов Ортаков, таткото на авторот на оваа книга, кој што со своите сеќавања, тој пишуваше исто така сеќавања, даде еден увод на својот син за да ја напише оваа книга. Токму заради тоа,
ќе почувствувате навистина една врска со сето она што вие тука го чувствувате како припадници на ова планина. Значи, тоа е нешто посебно и верувам дека ќе ви се допадне оваа книга. Христо рече тоа, секако се согласувам со се она што го кажа и што не може да се одземи или додаде на тоа, дека книгата е спој на имагинарното и на стварното. Меѓутоа, бројни од тие имагинарни настани се повторно, да кажам, фундирани, изникнати од сето она што постои во реалност, од она што го доживеал мојот татко, професор Туртаков. Значи, се работи за една книга која што реков дека го дава она животното, хуманото, на кој што тој секако припаѓаше, бројни од вас го знаат и лично, се разбира они од постарата генерација, професор Туртаков. И јас би рекол дека една од тие убавини во ова дело, тој сакаше се инспирираше тука од нашиот познат писател од струмичко потекло, академикот Митко Маџунков, од еден од неговите романи, Кон другата земја, се инспирираше од тоа што Маџунков во тој свој роман користи струмички дијалект. И татко ми сакаше да го потенцира тоа како уште еден доказ за љубовта негова и посветеноста кон родниот крај. Значи, во книгата вие ќе го видите тоа низ целото ткиво на романот, постои гебелискиот дијалект и како пишан збор, се разбира, постои гебелискиот дијалект и тоа дава уште еден аспект во убавината на ова дело. Јас тука си запишав чисто професорски по професионална деформација, меѓутоа сега не ги земав тие цртици, што треба да ги кажам нормално, нешто ќе испуштам од тоа, како што реков, поавтентично е вака, сакам од сето ова што го запишав и таму во телефонот, да ви го пренесам на вас, не е битно, верувам дека и почесто ќе се гледаме, да ќе ви го пренесувам и моето чувство од самиот роман. Со него, со романот, се бавам последниве 5-6 години поинтензивно, значи пред неговото објавување. Како што реков професорот Туртаков ми го остави како некој аманет, во ракопис, нешто на рака, нешто на машина за чукање, се разбира тој машина за пишување, се разбира тој беше од постарата генерација, не користеше и тогаш и доаѓа компјутерите многу нови во тоа време. И јас го редактирав тој роман, од сето она што постои кај него, како завршени фрагменти, ги дадов овие 10 поглавја на романот. Значи, се работи, реков, за одредени имагинарни и стварни ликови. Вие веднаш ќе забележите дека на некои ликови тој сакал да им даде псевдоними и самиот тој се нарекува и го избра место Ортаков во книгата Бојаров презимето, самиот се нарекува Мирко Бојаров, а жена му, негова мојата мајка, е Роза Бојаров. Но ќе видите исто така дека татко си го нарекува во книгата со вистинското име Ристо Митов Ортаков и одредени роднини, Лазар Брзилов, одредени роднини на некои наши роднини што се тука присутни, Зафир Аџимитров, познатиот гевгелиски сликар. Ќе видите, значи, ликови ќе препознаете исто така што се наши сограѓани и што биле се едно и по презимето, но и како ликови што вистински ги знаете и сте живееле со нив. Значи, тоа е уште еден момент, така да кажам, во квалитетот на овој роман. Но должност ми беше секако да нема некои забуни, да ви го кажам тоа дека одредени псевдоними постојат, посебно од главните ликови, тој и жената, што се на насловната страна, Мирко Бојаров и Роза Бојаров. На ова место сакам да кажам во врска со ликот на Рушка, насловот на романот, односно едно прашање
што му го поставив на скопската промоција, која пред некоја година беше во Скопје, пред година, две, прилика. И тој ми го постави всушност на мене. Да, ти ме праша, да, добро. Ти ме праша која е рушка. Пред, бидејќи самиот и тој таму требаше да зборува, која е рушка. Јас му реков дека рушка, а во романот вие ќе видите, всушност ќе го чувствувате тоа и јасно ќе го изчитате. Рушка е еден лик, мозаичен од неколку ликов и од неколку настани што се случиле во животот на Драгослав Артаков. Прво, тоа е ликот на мојата мајка, мојата сопруга, која што е несуденото име Роза, бидејќи ќе ви стане јасно, меѓу двете светски војни тумот сакал да биде Роза крстена и таа си го носеше тоа Роза како еден, да кажам, символ, како гордост на тоа што не го дозволиле властите во тоа време, да се вика Роза. Попот сакал да се вика Ружа, кумот не е Ружа, Роза, и Милка, некој мало кумче има таму, и така се станала Милка. Значи, Роза, која што и го даде она име кое што самата таа тлееше во нејзе тој копнеш да се вика Роза. Тоа е едниот лик, значи едниот аспект на ликот. Вториот аспект исто така вистински лик потекнува од Евгелија. Тоа е нашата подалечна роднина Рушка, која што исто така се вика Рушка. Тетка Рушка на таткото мој, која што имала сестрински однос со бабата моја Лепа Артакова, неговата мајка, на Драгослав Артаков, и која што, реков, била многу присутна во семејството Артакови, тука во Евгелија. Значи, тоа е вториот лик од кој што Рушка, исто така што му го реков и на Христо, пред скопската промоција. Третиот лик, Драгослав Артаков, некој од вас и го знаете тоа, помладите сакам сега и тоа да им го потенцирам. Тоа се гледа и од поетиката во неговите музички дела, а се гледа и од поетиката на неговата поезија или вакви дела. Тој беше вистински патриот, се сакаше својата земја, родна земја, многу дела. Се искажува тоа, како што реков, било композиции, било пишани дела, литературни дела. И мене самиот ми го кажа тоа, дека третиот аспект на ликот е тоа што сестрата на Гоце Делчев, на трибунот на нашето движење, водачот на нашето револуционерно движење, била Руша Делчева, Рушка Делчева, тоа е сестрата на Гоце Делчев. Значи тоа е број 3. И на крајот на Христо му реков, од сите овие ликови, каде што постои уште некој аспект на ликот, изникнува самата Македонија. Преку Гевгелија, преку Гевгелија како град, односно да го кажеме Гевгелиско-Валандовскиот регион, изникнува самата Македонија како нешто кое што се отсликува преку таа Рушка. И оттаму повеста за Рушка може да се нарече и повест за Гевгелија. Тоа е многу битно, бидејќи беше инспириран авторот и од еден роман што заедно го читавме и ќе видите на кој начин, на друг начин го читаше тој, на друг јас, тоа го пишува тој самиот во книгата. А тоа е романот на Луи Гију, Хроника на мојот град, преведена на српски 50-тите години, а всушност во оригинал се вика Игра на трпението, игра на стрпливост. И во таа Хроника на мојот град јасно се гледа дека францускиот писател го асоцирал тој да напише една мозаична хроника каде што ќе изникнат некои многу значајни ликови, било негови роднини, било негови собраѓани и така натаму. Значи тоа е многу битно што таа подлога, како што реков, е патриотската подлога која што го натерала ова дело и успеал, и фала му на Бога што успеал во последните мигови да ми го предаде романот, како што реков, како свој виден аманет, јас да го објавам. Тоа сум и тука пред вас и голема благодарност имам за тоа и ме разбирате чувства, какви емоции, палета на чувства и така натаму. Значи, тоа е она што сакав да ви го кажам. Може би
има уште нешто, меѓутоа секако вие ќе изчитате, како што реков, одредени топоними. Христо рече дека учел музика во Загреб и Белград, а по доаѓањето во Скопје тој е критичар во радиото и професор во Средното музичко училиште, критичар во радиото, каде што денеска ќе можете да се запознаете со тие критики. Аз бесплатно ќе ги дадам да ги имате тие критики. Понатаму, кој што е заинтересиран, ако нема доволно 20 на сети исто како романот, ќе донесам и повеќе примероци, бидејќи не успеа тој истата таа година, 2007, кога почина, да ја дочека и промоцијата на таа книга. Затоа земав некој примерот од тие критики, да се види кој се доаѓал во таа Македонија 60-тите години од минатиот век, 1960. И во однос на образованието, ќе прочитате дека тој ја поминувал главната улица, а живеел во Сташонското мало, значи тука близу на железничката станица, позади железничката станица, и ја поминувал со виолината во раце кај некој на другата страна од градот, по главната улица, кај некој унгарски воен музичар, Розентал, се викал тој, и каде што свиреле како музичар сега зрел композитор, вели тоа мора да биде некои чудни октави, јас на виолина, тој на виолончело. Тој бил трубач, ми се чини, еден дувачки инструмент свира, и плюс и виолончело, некои чудни октави звучеа во нашето свирење. Тоа е почетокот на неговото бавење со музиката, значи тука исто така во Гевгели. И тоа е она што сакав да кажам во однос на тоа негово образование, потоа дека доаѓа во Скопје на факултетот за музичка уметност, исто ги кажа тие во главно биографски податоци. И благодарен сум исто така и на колегата Илија Атанасов и хорот Гортинија, што го збогатија оваа свечаност со одредени дела на духовна музика. Но јас би сакал од неговото богато духовно творештво, наистина значајно творештво и на теоретски план, се разбира, на музичката византологија, но и дела кои што се инспирирани од таа Византија, византиско-словенска музика. Ние на крајот ќе чуеме тука, јас донесов на USB, благодарам и на господинот Ѓорѓе Лишев исто така за тоа, за звучникот, а ќе го чуеме неговиот тропар од 1968 година, кратка минијатура, но изморедна минијатура, а четните ноти од тој тропар се наоѓаат и на неговата надгробна плоча во Скопје. Значи, се работи за изморедна композиција, од музички аспект се разбира, не од оној декларативен се разбира заради нотите, но нотите доаѓаат како нешто се разбира што е одраз на суштината, на убавината и така натаму. А тоа ќе сакам да го почувствувате, драги гевгеличани и гевгеличанки, почувствувате и вие тука денес. Се наоѓаат и други композиции, елегија на текстот Кочораци и така натаму. Значи тој ја помина таа, ќе го чуеме и неговиот глас тука малку во тој портрет, каде што зборува за литературното творештво и за музичкото творештво. Сега ме подсети Христо со ова, да го довршам уште анекдотата со направиот со Анте Поповски. 1997 година се објави во домот, тогашен дом на армијата во Скопје, беше промоцијата на неговата стихозбирка Гласници, каде што тој има циклус, неколку циклуса за доиран посветени и така натака. И како блиски пријатели Драгослав Ортаков го прашува Анте Поповски: Анте, има ли смисла ова со, знаејќи Анте дека знае каков композитор, музиколог и така натаму? Анте му одговара: твоето прашање нема смисла. Дали има смисол бавењето со Анте вика кратко, прашањето нема смисол. Продолжи понатака, знаејќи дека тоа е истата поетика всушност, а јас сум го почувствувал како музиколог исто така, уште еднаш ќе ви го кажам тоа, која што постои и во повест за Рушка, но и во Тропарот, што ќе го чуете сега, но и во други дела што постојат во неговиот композиторски опус. Еве, нема да должам, тука ќе завршам, на овој убав ден, што ве гледам вас и се надевам дека и подолго ќе се гледаме и понатака,
Ви благодарам на сите присутни што дојдовте. Имајте убав ден, убава недела и уште една среќни празници. Да го пуштиме се? Да. Тропарот ќе пуштиме се. И дел од оно што се искажува и за Јосифово, професорот. Ова е хорот на Македонската радиотелевизија, кој што тоа име се едно, заради низа околности. Ќе кажам и оној дел што секако заборави да ви го кажам, да како една сугестија
за самото читање, хорот на македонската радиотелевизија под диригентство на Александар Лековски. Ова е снимено. Но уште нешто да ви кажам во однос на главите, поглавијата. Гледате, јас тука си имам постар оној ков на професори во тетрадка ги ставам кога треба нешто да се подсетам пред студентите на факултетот. А овака заради чувствата реков и по-автентично сака вака. Едно поглавје на некој начин се издвојува од сите тие 10 поглавја, а тоа е сонот на Сава Михајлов. Сава Михајлов се разбира десната рака на Гоце Делчев, потекнува од Евгелион Мачуков, исто така од каде што потекнува и професор Тортаков. Но битно е тоа, во тој однос со Сава Михајлов, бидејќи го истакнува и Драгослав Тортаков цело тоа време, и во Гевгелија, односно ќе тргнем од Мачуково, и во Мачуково, и во Гевгелија, нивните куќи биле една до друга. Сава Михајлов исто така од родот на Јосифови, поврзано со селото, по кој татко ми го крсти тоа село, по борецот, херојот Јосиф Јосифовски свештарот. И се разбира тие факти, а ова секако ќе ви го потенцирам како едно од најубавите поглавја во самиот роман. Има едно место во тој роман, исто така ќе го истакнам како еден битен момент, доаѓајќи да се сретне со апостол Петков, значи тие двете четири на Сава Михајлов и на апостол Петков, во тие борби, на крајот од неговиот живот, кога доаѓа во едно од тие села, од Бојмијата, девојче едно на бунарот му го подава пешкирот и си го мие лицето, а во себе си го поставува прашањето: ќе има ли среќа за овој народ, за македонскиот народ? Ќе доживее ли некогаш среќни мигови овој народ и неговата судбина исполнета, историја исполнета со такви трагични моменти? Тука професорот Тортаков на некој начин се искажува и како некој визионер. Ние го знаеме се што се случува деновиве, какви трагични мигови го задеси овој народ. Меѓутоа, поврзано со мислата на Сава Михајлов, преку него, преку Драгослав Тортаков, тоа е навистина и според мене, според редакторот на оваа книга, многу автентично. Па ви го сугерирам како еден многу значаен дел од книгата. И благодарам уште еднаш на присуствието. За Јосифов. И за литература. Да. Нешто не, има нешто. Те учител практично на 16 годишна возраст. Како се случи тоа? Ова е новина. Да, тоа е еден Ево гласот на светол момент во мојот живот. учителството во Јосифов. Не може погласно. Присутен на курсот на ослободена територија во селото Серменин на Кожув планина, како 16,5 годишен млад човек, и по завршување на тој курс не распоредија по селата за учители. Можете да си представите, во целата таа област, Гевгелиско, Валандовско, Дојранско, имаше во тој момент само 2 постари професионални учители. Мораше младите луѓе кои завршиле 5-6 клас гимназија да се зафатат со тоа, за да не останат аналфабети малите деца. Јас го добив селото Крумово. Тоа е едно село кое што до 1941 година се викало Караѓорđevac. Тоа е село на доселени луѓе од Босна, од Србија, од сите краишта нагоре.
Црногорци имаше доста. А потоа 41 година бугарите го крстија Крумово. Многу од тие жители избегаа, си отидоа нагоре по Србија и Црна Гора. Неколку фамилии од нив останаа. Потоа беа населени во празните куќи луѓе од околните села и неколку фамилии од Западна Македонија избегани од балистите, галичани. Така што јас добив едно село, еден конгломерат од население и верувајте, тоа е време кога најмногу работев. Предпладне со децата, попладне со младината, а вечер доаѓа во училиштето стари луѓе. И како ве прима сите тие величи, вие се сте биле? Извонредно ме прима, знаете, извонредно ме прима и на возрастните во вечерните часови, колку што умеев, им ја објаснува ситуацијата новата држава која се создава и така натаму. А го крстив и селото. Напишав едно писмо до партискиот комитет во Валандово, со кое реков дека ова село не може да се вика Крумово веќе, туку треба да се вика Јосифово, по Јосиф Јосифовски свештар, од кој е родом од Гевгелија. На онаа фотографија што ја спомнав на млади луѓе што излегле надвор од градот, беше и братот, постариот брат на Јосиф Јосифовски, Георги, кој беше другар на мојот татко. И така јас знаев и за судбината на Јосиф Јосифовски, и затоа ми падна на памет да го крстиме селото по него. Наскоро дојде одговор од комитетот дека тоа е добра идеја и дека треба да се реализира. Значи вие бевте кум практично на сегашното село Јосифово. Сегашното село Јосифово, да. Во туку што ослободената Македонија, по искуството од една година од вашето учителствување, и отидовте на студии во Загреб, а дипломиравте во Белград на историско-фолклорниот одел. Во 1948 година, една година по моето матурирање, а таа година јас останав во Скопје, затоа што покојниот постар колега Петре Богданов Кочко ми вети дека по подготовките што треба да ги извршам во таа година, ќе ме пратат на студии во Русија. Тоа не се реализира, бидејќи дојде резолуцијата на информбирото и јас отидов во Загреб на студии. Тоа лето во Скопје дојде една група студенти од Загреб, музичари, студенти по музика, со еден свој професор и дадоа еден концерт во салата на Народниот театар. Јас и еден мој колега, Никола Фиданчев, кој исто учеше музика, се спријателивме. Ова е интересен момент со Јосифо. Ви благодарам, може сега да дојде Стефан, да, може Гортинија на тоа што има програм. А готово, заврши они со тоа? Тогаш ако заврши, уште на крајот ќе чуеме уште една композиција, елегија на текстот Кочораци, и со тоа го завршуваме. Елегија, хорска композиција, од исто од таа изведба на хорот на Македонска предателица. Еден друг аспект, тоа беше духовна музика, а ова е на текстот Кочораци. Инаку новинарот што разговара со татко му, тој е Петре Клинкаров. Петре Клинкаров, еден многу успешен портрет и одличен новинар на Македонска предателица. Благодарам. Затоа дојде да ти помага.